Почитувани, СДС продолжува со своите лаги и манипулации. Откако 7 години власт не направија ништо за студентите и не исполнија ниту едно ветување, сега кога студентите имаат партнер во владата, манипулираат дека стипендиите се намалени. Такво нешто нема. Стипендиите не се намалени со Законот за студентски стандард. Бројот на стипендии не е дел од законското решение, туку истите се носат на годишно ниво, согласно буџетот и согласно потребите на државата. Предложено е подобро прераспределување на стипендиите во рамките на квотата од 100%, за да им се излезе во пресрет на студентите и за да имаме стипендии кои се базираат на успех, на потребите на државата и на пазарот на трудот. Тоа што устануваат недоделени стипендии се должи на позитивна статистика во последните 5 години, што значи дека квотата за социјални стипендии не се исполнува, односно истите не се доделуваат во бројот кој е предвиден. А од друга страна пак, кога квотата од една група не се исполнува, таа не може да се прелее во друга група. Измената на законот дава подлога за јасна дистинкција меѓу видовите на стипендии, за кои потоа на годишно ниво, врз основа на програмата за развој и напредување на студентскиот стандард и конкурсите, ќе се утврдуваат бројот на стипендии по вид и износот на стипендијата за секој посебен вид на категорија. Затоа што стипендиите кои се доделуваат до сега беа особено конфузни и со ист месечен износ. Не се знаеше кои стипендии се за висок просек, а кои се мотивирачки за стратешките области. СДС лажи за сместувањето во домовите, затоа што никаде во предлог законот не е наведена партиципацијата која ќе ја плаќаат студентите, за да се предијудицира дека ќе биде поголема од постојаната. И партиципацијата, исто како и стипендиите, се утврдува на годишно ниво со програмата. Од друга страна пак, Министерството работи на ново законско решение со кое ќе ги превземе платите на вработените во студентските домови, за да се намали товарот врз партиципацијата која ја плаќаат студентите, а од која се финансираат платите на вработените во студентските домови. Најважно од се е што летово ќе започне реконструкција на сите студентски домови, кои по нивното завршување ќе бидат енергетски ефикасни, со подобрен комфор и најсовремена опрема и уредување. Владата останува посветена на подобрувањето на студентскиот стандард и условите во кои живеат студентите, учат и се развиваат. По целосната реконструкција на сите студентски домови, студентите ќе имаат современи услови на живење и академско надградување. Ви благодарам.